Министерот за транспорт Александар Николовски соопшти дека градежниот сектор продолжува да биде еден од клучните носители на економскиот раст во државата, повикувајќи се на најновите податоци на Државниот завод за статистика за првиот квартал од 2026 година. Според статистичките податоци, градежништвото во првото тримесечје од годинава забележало раст од 7,2% во споредба со истиот период минатата година. Николовски оцени дека овие резултати представуваат доказ за континуираната градежна активност низ државата и за реализацијата на капиталните инвестиции, кои имаат значајна улога во економскиот развој. Тој посебно го истакна растот во сегментот на нискоградбата, каде е регистрирано зголемување од над 20 индексни поени. Во оваа категорија спаѓаат проектите за изградба на автопати, експресни, регионални и локални патишта, како и инвестициите во железничката инфраструктура. Според министерот, ваквите резултати се директна последица на засилените активности на терен и динамичната реализација на големите инфраструктурни проекти. Тој нагласи дека изградбата на автопатските делници на коридорот 8 и коридорот 10 се одвива со засилено темпо, додека паралелно се инвестира и во модернизација на железничката мрежа. Николовски се осврна и на најновите податоци за економскиот раст, според кои стапката на раст на бруто домашниот производ во првиот квартал од 2026 година изнесува 3,1%. Оцени дека овие показатели потврдуваат дека инвестициите и развојните политики даваат конкретни резултати во стопанството. Резултатите се потврдат дека државата се движи во вистинска насока, градежништвото останува мотор на економскиот развој, а инфраструктурните проекти силно го поддржуваат растот, развојот и создавањето подобра иднина за државата, наведува Николовски во соопштението. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата упати апел до сите корисници на електрични тротинети да ги почитуваат сообраќајните правила и да користат соодветна заштитна опрема со цел да се зголеми безбедноста на патиштата и да се намали ризикот од сообраќајни незгоди. Апелот доаѓа во рамки на едукативната кампања Тротинетот не е играчка, почитувај ги правилата, која се реализира по трагичниот настан од минатата недела во Кумановско, кога малолетно лице го загуби животот управувајќи електричен тротинет. Од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата нагласуваат дека електричните тротинети стануваат се почесто превозно средство, особено меѓу младите, но нивното користење носи и сериозни безбедносни ризици доколку не се почитуваат пропишаните правила. Како дел од кампањата, надлежните институции препорачуваат задолжително користење заштитна опрема, пред се заштитен шлем, како и одговорно управување со прилагодена брзина. Возачите се повикуваат да ги почитуваат сообраќајните прописи, да не превезуваат други лица на тротинетот и да покажуваат особена внимателност кон пешаците кога се движат по пешачки патеки. Дополнително се потсетува дека лицата помлади од 14 години не смеат да управуваат со електричен тротинет, како и дека максималната дозволена брзина е ограничена на 25 км/ч. Исто така, возачите не треба да се движат по коловоз доколку тоа не е дозволено согласно сообраќајните правила. Од РСБСП апелираат до родителите, младите и сите корисници на електрични тротинети да покажат поголема одговорност и свесност, нагласувајќи дека почитувањето на правилата е клучно за спречување на несреќи и заштита на човечките животи. Американскиот претседател Доналд Трамп со доза на иронија го коментираше неодамна договорениот прекин на огнот меѓу Израел и Либан, оценувајќи дека во регионот примирието често значи само умерено пукање. Во тој дел од светот, прекин на огнот е кога се пука поумерено, изјави американскиот претседател пред високи представници на неговата администрација. Со насмевка додаде дека таквиот вид примирие е поинаков од прекините на огнот во другите делови на светот, предизвикувајќи реакции и смеа кај присутните. Неговите коментари доаѓаат во момент кога ситуацијата на теренот останува нестабилна и покрај договорот постигнат со посредство на САД за време на разговорите во Вашингтон. Според либанските медиуми, неколку лица биле повредени во израелски напад со беспилотно летело врз возило на патот меѓу Зефта и Кфарфа во јужен Либан. Дополнително биле регистрирани и повеќе напади со дронови на различни локации во јужниот дел на земјата. Договорот за прекин на огнот предвидува целосно запирање на воените активности од страна на Хезболах и повлекување на неговите оперативци од подрачјата јужно од реката Литани. Истовремено, либанската армија треба да воспостави целосна контрола врз тие територии.
Сепак остануваат отворени прашањата околу практичната примена на договорот и механизмите за надзор на безбедносните зони, што дополнително ја нагласува чувствителноста на ситуацијата околу долгорочното одржување на примирието. Последните инциденти покажуваат дека и покрај дипломатските напори состојбата на теренот останува кревка. Меѓународната заедница внимателно го следи спроведувањето на договорените обврски од двете страни. Хезболах соопшти дека го отфрла договорот за прекин на огнот меѓу Израел и Либан, кој претходно беше поддржан од администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп. Во соопштението групата наведува дека официјално го информирала либанскиот претседател Жозеф Аун за својата одлука да не го прифаќа договорот. Од Хезболах истакнуваат дека секое идно решение мора да започне со целосно повлекување на израелските сили од целата либанска територија. Групата дополнително нагласува дека враќањето на раселените жители во нивните домови, започнувањето на процесот на реконструкција на погодените подрачја и ослободувањето на либанските затвореници представуваат неопходни предуслови за постигнување каков било иден договор. Според медиумските извештаи, Хезболах не бил вклучен во разговорите, што доведоа до постигнување на договорот за прекин на огнот. Преговорите биле водени со посредство на Соединетите Американски држави, пошто Израел и Либан објавија дека се согласуваат да спроведат прекин на непријателствата и да работат на дополнителни безбедносни механизми. Одлуката на Хезболах представува нов предизвик за спроведувањето на договорот, имајќи предвид дека организацијата има значително влијание во Јужен Либан и е клучен фактор во безбедносната состојба долж границата со Израел. Времето денеска променливо облачно со сончеви периоди. Претежно во планинските региони ќе има појава на нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец, информираше управата за хидрометеоролошки работи. Во Скопје е променливо облачно време со сончеви периоди. Ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец. Наредните денови следува период на променливо облачно и топло време со сончеви периоди. Во попладневните часови ќе има појава на нестабилност со пороен дожд и грмежи.